Нови веб сајтови за општините и јавните институции нуди да изработи Министерството за дигитална трансформација. Во моментов нема општина без веб страница, но проблемот е што голем дел од општините со помал број на жители воопшто не ги ажурираат податоците, не ги обновуваат новите информации и услуги достапни за граѓаните. Токму поради ваквата ситуација, Андоновски распише повик. Се покажа добар пример со изработката на официјални веб страници на Министерството и владата, да на еден унифициран и безбеден начин имаме веб страници кои што се за сите институции и ова го нудиме како можност и за општините, затоа што постојат општини кои што не можат да спроведат, немаат капацитет, не знаат како да спроведат набавка или да искреираат своја веб страница и ова е претежно наменето за помалите општини. Очекувам да има интерес. Но пари има за изработка на 40 до 50 сајтови. Пријавувањето е отворено до нова година, а пријавите ќе се обработуваат по принципот прв дојден, прв услужен. Кај јавните институции се случува да имаме нови институции, агенции, кои што настанаа со спојување или разединување на постоечки, кај нив имаме ситуација да немаат веб страници, тие ќе бидат приоритет, или кај некои каде што имаме целосно застарени веб страници. Мислам дека има свесност кај институциите, самите се свесни дека немаат соодветни веб страници и они тие аплицираат. Кај оние кои што се свесни дека им се добри веб страници, да нема потреба да аплицираат на овој. Кога на една општина или јавна институција ќе им биде одобрена пријавата, ќе добијат модерен и функционален дизајн на веб страница. Следува и обука за одржување и ажурирање на содржината за општинските административци, бидејќи ресорното министерство сајтовите ќе ги одржува системски една година. Потоа се е во рацете на општинските служби. Габриела Лескова, Сител телевизија.